Во продолжение, ајде уште една важна тема која што се однесува на пензискиот систем, кој редовно е атрактивен и актуелен во нашите содржини, па така и овој пат, затоа што желба на секој граѓанин е да има нормален стандард и во пензија. Па колку се популарни овие втор и трет столб за кој што се зборуваше во минатото со реформата во системот, но дали е прифатена општо од сите групи граѓани и колку штедат нашите граѓани за староста? Добро утро, Кира. Јована, 116 милиарди денари биле собрани во претходната година, 2022 година, во вториот и третиот столб, од кој 3,05 милиарди денари биле во доброволните фондови. За тоа, каде се инвестираат тие средства, која е придобивката од штедење на тој начин и како се користат тие средства, ќе зборуваме со Татјана Стефановска, раководител на секторот за правни работи при МАПАС. 116 милиарди денари собрани акумулирани во фондот во вториот и третиот столб. Кажете ни за што се користат тие пари кои што се собираат на годишно? Добро утро и благодарам за поканата. Значи, овие податоци се извлечени од извештајот кој во МАПАС се изготвува годишно за состојбата во капитално финансирано пензиско осигурување. Речиси 70% од средствата се инвестираат во домашни харти од вредност, а околу 30% во странски. Од овие 70%, значи најголем дел се во државни харти од вредност. Понатаму има во депозити, во акции, во корпоративни обврзници и мал дел во удели на инвестициони фондови. А од хартиите во странство, најголем дел се удели во странски инвестициони фондови. Имаме акции и мал дел во странски државни обврзници. Спомнавте за тоа како се користат овај начин на кој што се инвестираат тие пари, за да бидат граѓаните сигурни дека тие пари редовно и нормално се користат, колку се сигурни тие средства на тој начин на кој што сега се употребуваат? Па кога зборуваме за капитално финансирано пензиско осигурување, јас би рекла дека постојат два начини на диверзификација. Едниот начин е што средствата се диверзифицираат според инструменти, проценти, држави, значи се е тоа пропишано со закони и подзаконски акти, значи да имаме определени проценти, значи да не оди целата сума на пари на едно место, па нели во случај на финансиска криза да имаме колапс. Значи има определени проценти, како што реков, рейтинг се бара за во странство инвестирање и така натаму. Од друга страна, па што е многу важно, другата диверзификација е помеѓу институции. Значи имаме пензиско друштво кое дава налози за инвестирање на тие средства. Тие средства не стојат кај пензиското друштво, туку стојат на сметка кај чуварот на имот. Тука е МАПАС, која што и води редовна контрола на инвестирање на средствата. Го имаме Министерството за труд како креатор на политиката, МАПАС исто така подзаконски акти донесува, така да имаме повеќе институции кои се вклучени при инвестирање на средствата и чување. Македонскиот пензиски систем е тростолбен, од оно што јас го знам. Со оглед на тоа дека ги гледаме средства за тоа колку се акумулирани во вториот и во третиот, може ли накратко да ни го објасните зошто е тростолбен системот и како се станува член на доброволен пензиски фонд и кои се придобивките од сето тоа? Системот е креиран како тростолбен за да сите столбови учествуваат во некоја солидна идна пензија. Значи, пред креацијата на овој тростолбен постоеше едностолбниот, кај фондот на ПИОМ што го викаме, или PSU-GO, или како доаѓаат средства, така и се исплаќаат за пензионери, значи од придонесите, од сегашните вработени се исплаќаат за сегашните пензионери. Тоа не е првиот столб. Значи, еден дел останува од првиот столб. Капитално финансирано е, се уплаќаат придонеси на точно определена сметка, индивидуална на секој член и тие се инвестираат. Сега тука имаме два задолжителни столба, првиот и вториот, кај што се двои придонесот
И на секој вработен средствата од 2003 натака, е предходно и доброволни, се двои во овие два столба. Меѓутоа, во полза на граѓаните, на членовите, значи и оние кои што се членови, односно вработени, оние што не се вработени, оние што си работат на проекти, во нивна користа да си уплаќаат во доброволен пензиски фонд. Сега, во однос на членството, значи, има два начини на кои што може да се стане член. Едниот е со склучување на договор за отварање на доброволна индивидуална сметка со агент на определено друштво, и другиот начин е кога работодавецот си организира пензиска шема за своји вработени и си уплаќа придонес за нив, и од тука, значи, ќе си имаат, меѓутоа, едно лице и да има кај работодавачот пензиска сметка, односно да е во шема, може секако да си отвори своја доброволна индивидуална сметка. Значи, тоа е некоја грижа за својата една пензија, да имаме полагодни понатаму средства, пензионерски денови. Еве, спомна и Јована во најавата дека секој од нас посакува кога ќе дојде времето за пензија да имаме угодни пензионерски денови. Еве, можеби јас сум далеко, меѓутоа секој треба да размислува со време за сето тоа, колку низ годините, еве, како МАПАС го следите целиот тој процес, колку низ годините луѓето стануваат посвесни за придобивките од вложување во доброволен фонд, и еве ваша препорака зошто треба тоа да го прават. Па да, секако следиме од 2008 година, значи прво задолжителните пензиски фондови се воспоставени, потоа доброволните. Меѓутоа, некако може дали од неинформираност доволна, бројката на лица кои се вклучени во доброволни пензиски фондови не е задоволителна. И навистина е добро за еден човек да размислува на својата пензија. Јас мислам дека најголем дел вака и младите викаат, има време за пензија. Меѓутоа, треба да се размислува и треба да се уплаќа, затоа што средствата што се инвестираат во доброволните пензиски фондови навистина, како и задолжителните, се определени, како што реков, и со проценти, и со диверзификација, и контролирани. Значи, имаме некоја сигурност, да речеме, исто како и кај задолжителните, така да е убаво да се инвестира и во доброволно. Така, кога се зборува за пензиските столбови, за околу пензијата, се спомнува и зелен плик. Може ли да ни го објасните зелениот плик, што тој представува и колку треба да бидат луѓето свесни за постоењето на зелен плик? Зелениот плик е многу транспарентна информација, што е новина во тростолбниот систем, каде што секој може да се види колку работодавачот, значи еднаш годишно се доставува, за состојбата на сметката. Значи, може да види колку работодавачот му уплатил и дали редовно му уплатил. Може да изврши контрола, значи, на уплатите. Понатаму процентот на инвестиции, вкупните средства, значи се претвараат во сметководствени единици, редовно се води евиденција на вредноста, и исто така во што се инвестирани, во кои харти од вредност, кои проценти и слично, значи детална сметка. Сега во поново време, да речеме од минатата година, па и предходно друштвата си воведоа, ние исто така воведуваме поголема дигитализација. Меѓутоа, секој може да се обрати во пензиското друштво, да си добие шифра, и мислам дека и веќе во извештаите се даваат шифрите, и во секое време да си ја следи својата индивидуална сметка на интернет страната на друштвото. Со оглед на тоа дека спомнавте преку зелениот плик, може да се следат уплатите кои што работодавачот треба да ги прави, дали соодветно ги прави, дали доколку работникот забележи некоја нерегуларност, може и како, на кој начин да реагира. Вака се, членот, значи работникот ќе се обрати кај работодавачот. Членот во однос на состојбата на сметката, инвестициите, друштвата и така натаму, значи поврзано со системот, може да се обрати во МАПАС. Меѓутоа, доколку неговиот работодавач не уплаќал или нередовно или помала сума и така натаму, тоа ќе си го средува со неговиот работодавач. Меѓутоа, ова е инструмент преку кој може да се добија, нели, информација. Потребната информација. Се надеваме дека постојаното зборување за важноста на доброволните фондови ќе дадат резултати, дека граѓаните ќе бидат многу посвесни, па дека оваа сума од
3,05 милиарди денари ќе биде поголема во наредните години, дека еве ќе бидат граѓаните повеќе свесни за своите права и оние работи и придобивки кои што ги имаат од таквото инвестирање. Да, секако се надевам. Ви благодарам за овој разговор. 116 милиарди денари беа акумулирани во пензиските фондови во вториот и третиот столб за 2022 година. Спомнаве мојата соговорничка Татјана Стефановска од мапа за тоа како се инвестираат тие средства, колку и на кој начин се безбедни и кои се оние придобивки од инвестирање, тоа чување средства во доброволните фондови, па се надеваме дека оваа бројка во наредните години ќе расте. Да, Кирил, само уште еднаш како прашање, предоставам дека граѓаните најмногу ги интересира колку овие средства што се двојат и во вториот и во третиот пензиски столб се сигурни или дали овие нивни пари се осигурани во случај да има некакви промени во рамките на пензионерските друштва, бидејќи се уште постои кај нас можеби со право некој тоа неверување дека тие пари некако можат да пропаднат, што дали овие средства се осигурани и дали се сигурни, бидејќи граѓаните имаат дилеми. Дополнително прашање од колегите во студио. Со оглед на тоа дека зборувавме за сигурноста на средствата, дали истите средства се осигурани во случај на некакви промени во самиот систем? Да, не се осигурани, значи не е концепцијата да бидат осигурани, да речеме како банкарските депозити, ако мислите. Таква конструкција законска институционална нема. Така. Меѓутоа, со сите оние работи кои што ги спомнавте, може да се констатира дека се сигурни тие средства. Па видете, има, значи за задолжителните средствата во задолжителните пензиски фондови има гаранција од страна на државата во случај на кражба, проневера, злоупотреба, државата гарантира за тие средства. Значи тоа имаме една цела глава во законот. Разработена е со правилници, меѓутоа се надеваме дека до тоа нема да дојде, меѓутоа постои како тоа е некоја гаранција во такви случаи. Александар, се надевам дека успеав соодветно да го пренесам прашањето доколку добро те слушна во слушалка, па можеби тоа. Прашањето одлично го постави, одговорот не ми се допаѓа, но не може се да ми се допаѓа во оваа прекрасна држава, зар не? Ти благодарам, Кирил Стојанов беше во живо околу вториот и третиот пензиски столб.